Мајка на 2 ќерки, сопруга, професионалец, поддржувач и ентузијаст. Црвениот крст е дел од мојот живот, од мојата приказна во изминатите 30 години. Да се навратиме наназад во далечната 92 година, кога всушност јас станав волонтер во Црвениот крст. Волонтирав во Црвен крст Карпош, каде што ми се роди љубовта кон првата помош, каде што бев дел од тимот кој што учествуваше на тие општински, а понатака градски и државни надпревари. И се продолжи некако таа љубовта кон Црвениот крст, од тие волонтерски денови од волонтирањето се премина во еден професионален ангажман кој што започна во 99 година и еве да речем во 2023, значи се уште сум тука во истите води, вклучена во многу нешта кои што се поврзани со Црвениот крст, но најмногу тоа што го работам, што ме интересира и што ми е љубов, би кажала, е програмата Промоција на хумани вредности или ПХВ програма, која што е всушност програма која работи со млади, со волонтери, алатка за регрутирање и задржување на волонтерите во редовите на нашата организација. Сметам дека личниот систем на вредности кој што ги носам како човек, а кој што се го изгради во изминатите години, е многу сличен со вредностите на организацијата во која што се наоѓам. Да се зборува за хуманост, да се зборува за непристрасност, неутралност, тоа се вредности кои што ги носам длабоко во себе и значи дека сум успеала да ги надминам сите оние, да речам, пречки кои што ми се случиле токму заради поклопување на тој систем на вредности. Цело време се обидуваме да се избориме со некои неправедни ситуации. Сметам дека работењето во Црвениот крст ми даде простор и можност да ги надминам сите тие нешта. Значи да се имам доволно за себе и да се обидам да направам еден хуман простор за луѓето околу нас, да искочам од таа комфортна зона во која што се наоѓам и некогаш да останам без тоа што го имам и да споделам со некој кој што, на пример, нема. И тоа се работи кои што се учат. Се учи во домот, пред се учи во школа, но се учи во едни вакви организации каде што младите луѓе волонтираат. И од таа причина и кажуваме колку е важно волонтирањето, за да почувствуваат на сопствената кожа колку можат тие да бидат промената која што всушност сите ние ја бараме на секаде околу нас. Така да секој ден можеме да бидеме подобри, секој ден можеме да бидеме хумани, можеме да учиме едни од други и да ги споделуваме добрите и позитивни приказни, бидејќи тие може да ни бидат поттик и мотивација како ние да станеме уште подобри и похумани. Моето искуство е многу позитивно. Ви кажав, толку години, толку млади луѓе, повеќе од 20.000 млади луѓе кои што биле дел од оваа програма, кои што годишно изработуваат по 150 мали проекти, тоа се повеќе од некои си 3000 проекти кои што се направени, тоа се навистина големи индикатори за хумани млади, би кажале, кои што понатака прераснуваат и во хумани граѓани, кои што денеска работат на видни позиции, кои што се лидери во нашето општество и верувам дека хуманоста им е всадена во нивните корени, дека тие никогаш нема да се променат. Тоа се тие едни долгорочни промени кои што ние ги гледаме во оваа програма. Сметам дека е важно да се волонтира, дека на тој начин излагаме од таа комфортна зона, навистина можеме да станеме подобра верзија од самите себе си, да дадеме во заедницата каде што се наоѓаме, да не се прашаме цело време што заедницата нас ни дава, туку што можеме и ние да ја дадеме на нашата заедница, да се активираме, да бидеме граѓани кои што се активни во заедницата, да не очекуваме некои други само да ги решаваат проблемите, туку и ние да бидеме двигатели.